Вие сте уште во една наша емисија. Добре дојдовте. Овој пат гостин е пратеникот Игор Здравковски. Добре дојдовте. Добро е, најдов и благодарам на поканата. Пратениче, вие сте магистар по економски науки по професија. Што може да ни кажете за периодот пред да станете пратеник со оглед на тоа дека вие веќе 2 мандати сте овде во собранието? Да, јас сум втор мандат. Вака сега професијата е малку менлива работа за мене. Многу често знам да сменам и работна позиција, да сменам и интерес, полен интерес, затоа што сметам дека во ова време, во последние неколку години, мораме да се адаптираме спрема она што го бара пазарот на трудот и што го носи времето, така што јас од мал, например, сум бил многу повеќе по математика и по физика, сум учествувал на сите надпревари, завршив средно електротехника, се запишав на електротехничкиот факултет, меѓутоа некако и животот не ми се одветствуваше со тоа што го бара факултетот, со она што ние сме го минале низ текот на годините, па понатаму завршив педагошки факултет, па кога дојдов тука многу се заинтересирав искрено за економијата, затоа што уште во првиот мандат ме ставија за мене нешто непознато, тоа беше Комисијата за финансирање и буџет и нормално морав да се вклопам малку во таа работа, ме привлече економијата, почнав да читам, па се запишав на постдипломски на економија, сега и тоа го завршив. Претходно, како што кажав, сум менувал многу работни позиции, пред да бидам пратеник бев наставник во основно училиште и навистина беше една многу убава, една многу поблагородна работа од ова што работиме во моментов. Но сега сте политичар, пратеник. Од каде оваа љубов? Видете, политичар малку... Од кога почнавте така да се занимавате со политика? Затоа што јас доаѓам од Велес, да. Затоа што јас доаѓам од Велес, кај нас во Велес зборот политичар е малку по неубав збор, лош збор, затоа што Велес низ годините во текот на транзицијата претрпе многу големи штети, зборувам генерално и за граѓаните, за оние кои што беа нашите родители и така натаму оние генерации. И јас никогаш не се само идентификувам како политичар. Дури иако сум втор мандат пратеник, за мене зборот политичар е малку неубав. Можеби повеќе сметам дека имам некоја мисија која што треба да ја направам во овие години, додека имам прилика да направам, за да имаме нормално подобро општество. Ние во Велес генерално извадивме една генерација на, ајде да кажам, политичари, иако ќе кажам не се сметаме за политичари. Јас, Игор Јанушев, колегата Пренџов, граначалникот Марко Колев, председателот на Советот, па дури и Димитар Апасиев, сите сме иста генерација на деца тогаш кои што живеевме, сочувствувавме со она што се случуваше во Велес, со сите тие неправди кои што беа наметнати поради транзицијата на нашите родители, и се појавивме како генерација со идеологија која што сакавме да промениме нешто. Затоа што реално патевме, нашите родители останаа стечајци преку ноќ, со честна, поштена работа, тие не го заслужија тоа што им се случи, и ние бевме генерација која што сакавме да промениме нешто и веројатно тоа беше поттикот за да почнеме да се бавиме со политика. Да, вие рековте и самите велишане сте. Да. И оваа средина токму влијаела за да поминете во овие политички води. Но сепак Велес е и град на културата, на семејството, на Еснафот и така натаму. Колку сите тие карактеристики на тој град можат да и влијаеле врз вашата личност да се формирате? Па јас согледувам огромни разлики помеѓу луѓето кои што доаѓаме од различни места од Република Македонија. Ние сме, како велешани, како што кажавте, град на култура, град на Еснав, град на трговија, град на образованието, затоа што град на театарот, првите училишта, првите театри, првата бензинска, првата железница, се што можело да се направи на тоа време пред 150 години, се направило во Велес некако, и сметам дека многу по-различно размислуваме, многу по-далеку гледаме од некои останати, без навреда, од некои останати колеги кои што доаѓаат од други места, затоа што, пак ќе кажам, некако и во гените нас ни е таа поврзаност со оние претходни трговци. Например, во Македонија, додека
се уште граѓаните, луѓето, жителите во Отоманската империја биле угнетувани и така натаму, велешаните носеле лафранга мода, тие работеле во Солун, работеле во Загреб, работеле во Белград и некако поеснавскиот дел нас ни прилега и сакаме малку подолгорочно да ги гледаме работите, да гледаме позади ридот што има, а не само она што го гледаме пред нас. Пратениче сепак ништо без семејството и поддршката од семејството. Како тоа кај вас оди? Како беше поддршката од родителите? Како беше поддршката од вашата супруга, деца и така? Па во оваа професија, во ова што сега моментално го правиме политиката, не можете да успеете ако немате поддршка од семејството, затоа што ова наша професија во моментов изискува многу труд, многу отсуства од дома, многу притисоци од средината, од околината, од каде што доаѓате и навистина без поддршка од семејството, од супругата и од децата, без разбирање од нивна страна и од родителите исто така навистина тешко се функционира. На почетокот, знаете, од оваа перспектива кога гледам ми е можеби жал што детството на моите деца го делев со сите останати граѓани. Не можев комплетно да се посветам на она што би требало еден родител да го прави, нели, да одиме на рива, да играме баскет, да играме било какви игри. Меѓутоа, ќе кажам, имам огромна поддршка и сум премногу благодарен на семејството. Знам дека и тие знаат дека работам нешто за кое што се надевам дека во иднина ќе се гордеат со она што сум го сработил. Пратениче, тинејџерите понекогаш знаат да бидат и сурови така кога ве гледаат на телевизија. Дали ве критикуваат во некој настан? Знаат да дадат некоја критика. Кај мене двајца синови се тинејџери. Претходно повеќе беа посветени, нели, да гледаат што се случува, како се случува. Сега од кога влегува во тинејџерските води, можеби не ги интересира толку многу, но сега знаат па да дадат многу поискрена критика, кога се мали, нели, нормално ние ги обликуваме онака како што сакаме како родители. Сега веќе кога го имаат осознаено, барем кругот околу нив, знаат да кажат критика, тато смени ова, тато смени она. Да, што најмногу ве критикуваат, што треба да смените така? Па најмногу ме критикуваат за велешки одговор, затоа што јас се трудам да зборувам малку политературно, меѓутоа некој знае да ми излета оноа велешкото шо, ептен, башка, нели, тие се некои зборови кои што ги користиме во секојдневниот разговор во Велес и околу тоа и околу стилот некогаш на облекување. Татове, дај стави машна или не те личи или не знам што, смени некој сако, смени некоја кошула. Во однос на тоа. Инаку најискрените критики. Најискрените критики, да. И многу често знаат и да ме критикуваат за отвореноста, затоа што некогаш сум дури премногу отворен, премногу искрен, што не личи, пак ќе кажам, на политичар. Навикнати сме политичарите да вртат од околу, да лажат по наше како што викаме. Јас на прва секогаш кажувам како се реалните ситуации, дали некаде може да се помогне, дали некаде не може да се помогне, и тоа можеби некогаш носи и негативни поени, меѓутоа од друга страна сметам дека искреноста треба да се цени малку повеќе, затоа што видовме низ годините наназад со такви манипулации и неискреност докаде стаса граѓаните. Пратениče Здравковски, од тоа што го гледаме во собраниската биографија, вие сте член во неколку работни групи, потоа во делегации, во групи за соработки и така натаму. Бидејќи е голем бројот, да не ги набројувам, каде најмногу се наоѓате во сите овие? Каде можете најмногу да придонесете со вашето членство во овие работни собраниски групи? Па вака, како што кажав преска, јас сум малку посестран. Сметам дека најмногу би можел да придонесам или придонесувам веќе во Комисијата за финансирање, буџет, економија, заменик председател сум на Комисијата за европски прашања и секаде каде што сум се трудам да го дадам својот максимум, инаку мислам дека сум во повеќе од 9-10 тела во собранието, така да некаде член, некаде заменик член, меѓутоа секогаш е битно да го дадеме својот максимум. Така, како пратеник, собранискиот деловник ви дозволува
секој петок да се среќавате со граѓани, но сепак, како што реков, како пратеник, вие секојдневно се среќавате со граѓани. При овие средби, што најмногу бараат, на што најмногу се жалат или посакуваат да се промени во нашата држава? Па за жал би рекол најмногу бараат вработување. Мислам тука да бидеме начисто, без разлика кој што и да ви каже, секој еден од пратениците го има тој притисок, го чувствува тој притисок, секој си бара нормално вработување, меѓутоа многу често знаат, посебно помладите граѓани, да дојдат со некоја идеја за некаков инфраструктурен проект, за некое подобрување, за некое ново законско решение и најчесто ме фасцинира она што ние сметаме долги години наназад дека земјоделците се некоја класа на луѓе кои што само работа ги интересира и малку не ги гледаат работите онака како што треба. Земјоделците имаат секогаш многу интересни идеи и кога доаѓаат секогаш зборуваат за измена на правилници, за измена на закони кои што би придонеле за подобра иднина на сите, генерално затоа што сметам дека од земјоделието зависи директно инфлацијата во државата и зависи како ќе живеат граѓаните, стандарот на граѓаните е директно поврзан со цените и со она што тие го произведуваат. Така што многу често ми се тие поинтересни таа група на луѓе кои што доаѓаат со некакви идеи, со некакви однапред подготвени решенија, отколку овие кои што за жал се помногу убројни, кои што само бараат вработување без никаква визија. Пратениче, веќе втор мандат сте во собранието. До крајот на вториот мандат остануваат уште 2 години и нешто, уште некој месец така. Како пратеник, пошто најмногу сакате да ве паметат граѓаните? Па, да бидам искрен, јас секогаш се борам за Велес. Навистина ми представува задоволство кога ќе направам една ретроспектива во последниве 5 години, што дури од позиција на опозиција ми биле прифатени неколку амандмани или измени на законски решенија со кои што директно сме подобриле дел од некој ресор. Например, не знам, многу често се гордеам, вака знам да кажам дека сум успел амандмански да обезбедам средства за реновирање на училишта кога бевме во опозиција, за реновирање на инфраструктурни проекти како мостот во Уланци, таа е во соседна општина на Велес во Градско. Горд сум на едно игралиште што можеме да се пофалиме како Велешани, кое што чинеше околу 400.000 евра, што на мој предлог се прифати. Понатаму, се што она можеме да го видиме во буџетот, во секој буџет, во секој ребаланс имаме огромен придонес и како пратеничка група, меѓутоа и како индивидуалци можеме да се гордееме со сето она што можеме да го промениме или да ни биде прифатено. И не само во тој дел, туку генерално за секоја дискусија каде што ќе имаме некаква соработка и некое решение, сето тоа е добро за граѓаните и можеме да се гордееме со тоа. Ние многу често еве и во овие простори во салава Борис Трајковски сме сведоци кога идат наши ученици од Република Македонија каде што гледаме како се надпреваруваат со идеи за некакви законски измени или решенија. Она што јас секогаш им го кажувам, не е победа вие само да добиете и да го одбиете останатиот предлог на останатата пратеничка група во тој случај. Победа е доколку сите заедно се договориме да направиме нешто што ќе биде добро за сите граѓани. Ви благодарам на разговор. Ви благодарам и вас.